најново издание на регионалните вести на телевизија КИС со најважните информации за настаните во Полошко. Фабриката на Леар корпорација од Соединетите Американски држави официјално започна со работа во технолошко-индустријската зона во Тетово. Неколку илјади работни места се предвидени во фабричкиот погон за производство на навлаки за автомобилски седишта. Првата фабрика која започна со производство во технолошко-индустријско развојната зона во Тетово е на американската Леар корпорација. Денес свечено беше означен почетокот на работата на овој капацитет, каде има 300 работници, а се очекува во годините да достигне до неколку илјади. Се работи за една меѓународна корпорација која предвидува отворање на 3000 работни места. Ова е добра можност за жителите на Тетово и младите кои имаат можност да обезбедат работа во една многу сериозна компанија. Во оваа фабрика ќе се произведуваат автомобилски навлаки за седишта. Фабриката има врвна машинерија и производни капацитети за сечење кожа и платно, магацини, канцелариски простории на приближно 12.000 квадратни метри со простор за потенцијално проширување од дополнителни 8.000 квадратни метри. Во дополнение на тоа што нуди навлаки за седиште и сродни производи за автомобили од светска класа, Леар Тетово ќе даде придонес за локалниот регион во контекст на вработување и најмување на искусни професионалци за шиење, како и лица кои неодамна го завршиле образованието во локалните образовни институции. Индустријската зона, која како јавно-приватно партнерство меѓу владата и компанијата Нормак продолжува со напорите да се отворат уште фабрики и да се зголемува уште повеќе бројот на вработени. Горди сме што во текот на овој период, иако после повеќе од 16 месеци интензивни преговори, успеавме во рамките на слободната економска зона во Тетово да ја имаме Lear Corporation, како прва компанија што почна со работа тука. Убедени сме дека овој позитивен пример ќе придонесе во многу блиска иднина да бидеме сведоци на отварање на нови производни капацитети во рамките на оваа зона. Истовремено, би сакал од ова место да и се заблагодарувам и на јавниот партнер за добрата досегашна соработка, која што сме убедени дека ќе продолжи и во иднина. Привлекувањето на странски инвестиции вродува со плод. Се зголемуваат бројките и на вработени и на бруто домашен производ, истакна Веле Самак, министер задолжен за странски инвестиции. Почнувајќи од првиот меморандум потпишан со фирмата Джонсон Меди уште во далечната 2007, па се до денес до отворањето на оваа голема фабрика на Леар, како кабинет ние заокружуваме еден циклус на инвестиции кои се вредни над 200 милиони евра, каде моментално работат и 11.300 вработени, само во тие неколку проекти и веќе со дополнителни планирани нормално капацитет и каде годишно гледаме извоз од над 1,4 милиарди евра. Оваа фабрика до нас всушност е резултат на континуираните реформи кои се правени во деловната клима на Македонија ни за овие години, меѓу другото. Кога Светска банка ја рангира Македонија како 10-та земја во светот според таа деловна клима, ваквите фабрики се одраз на рангот, а не исклучок. Американската компанија Леар има фабрики во 36 земји и над 140.000 вработени. Во Гостива денес беше пуштен во употреба нов современ центар за технички преглед на возила Автомото Здружение. Предпријатието се става во функција преку приватни инвеститори со реформирање на поранешниот Автомото Сојуз. Фирмата стартува со 10 вработени. Поранешниот Автомото Сојуз во Гостивар со реформирање стана нов современ сервисен центар за технички преглед на возила. Гостиварската компанија Durmotours инвестираше во реорганизација и повторно ставање во функција на предпријатието. Автомото Здруженијето АМЗ денес беше свечено отворено во присуство на бројни гости, представници од политичкиот и од бизнис секторот. Идеја линди ќе херот, но видете нон вието. Водени од искуството на градење мостови на комуникација и потребата и мотивите да се инвестира во родниот крај, го прошируваме нашиот бизнис со Автомото Здруженијето кое денес го промовираме. Неговата основна дејност е техничката безбедност на возилата во патниот сообраќај и стручна подготовка на учесниците во сообраќајот. И përshëndes vëllezërit Beluli.
Во демократски систем државата не отвара фабрики, но помага во обезбедување поволни услови за инвеститорите. Инвестицијата на Durmo Tours за ревитализација на ова акционерско друштво е добродојдена и е добра вест за сите граѓани на Гостивар. Ова предпријатие е пример дека и стечајна постапка може да роди успешна приказна, изјави стечајниот управник Достана Караѓозовска-Станковска. После 18 месеци неисплатени плати, после толку проблеми кои ги имаше ова здружение во Гостивар, се најдоа сили, можности со помош нормално на инвеститорите и со помош на судството и законодавството во Македонија. Се направи план за реорганизација, доверителите го изгласаа планот и тој успешно, како што гледате, се спроведува. Автомото здруженијето за гостиварци нуди технички преглед на возила, хомологација, атест и влечна служба, а наскоро ќе започне и со автошкола за сите категории на возила. Предпријатието стартуваше со 10 вработени, а според планот за реформирање, во иднина бројката на работници ќе стигне до 28. Југохром ноќеска ги изгаси печките, но воздухот и понатаму е енормно загаден. Експертите советуваат градските власти повеќе да обрнат внимание на сообраќајот и комуналната хигиена, кои се едни од најголемите загадувачи на Тетово. Штетните честички во воздухот во Тетово утринава беа за речиси 8 пати повисоки од максималните граници. Затворањето на комбинатот Југохром ниту малку не придонесе за намалување на аерозагадувањето. Дел од експертите сметаат дека изворите на загадениот воздух треба да се бараат во самиот град. Властите не водат грижа за основната хигиена. Лошата урбанизација целосно го уништи зеленилото, а сообраќајниот хаос никако да се доведе под контрола, изјави доктор Џавид Фејзули. Добро би било да се провере сообраќајните средства, колку испуштаат издувни гасови надвор од дозволените норми и граници, да се поведе сметка околу депонијата, еднаш и да се реши тоа. Улиците неопходно со голем млас на вода да се мијат во ноќните сати. Тетовци велат дека не паметат кога за последен пат биле изчистени улиците, а дивите депонии ги има на секој чекор. Само 10 години уназад, ако погледнеме, ќе видиме дека денес сообраќајот многу загадува, претежно. А за 10 години па унапред, ако размислуваме како ќе биде дури тогаш, не знаеме ако оди со вакво темпо како што е сега. Тоа што ќе видиш, депонија сегде има. Тоа не се живи, тоа го гледаат сите, не само ја. Дали доволно се чисто улиците? Никогаш, од кај смо станали самостални, никад не се опрани улицата. Од синдикатот на Југохром велат дека неработењето на фабриката која не влие на аерозагадувањето, најголема штета им нанесува на вработените. Само затворање на Југохром. Значи, најголема штета трпат самите вработени. А што се внесуваат за воздухот, дали граѓаните од Тетово ќе дишат чист воздух, тоа ќе времето ќе докаже, како што покаже и лани. Југохром не работеше, меѓутоа Тетово и дали настави да дишат загаден воздух. Амити вели дека на поголем дел од вработените повеќе не им следува парична надомест од Заводот за вработување. Работниците не се по своја вина на улица и за нив велат од синдикатот. Ќе бараат обештетување и од комбинатот и од државата. Реакција на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце ја прашуваат актуелната власт предводена од ВМРО ДПМН дали затварањето на фабриката Југохром е поттик за иселување на жителите на општина Јегуновце и околината. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце остро реагира на затворањето на фабриката Југохром, како што се наведува во нивното соопштение до медиумите. Дали ваквиот потек представува предавство врз работниците, но и жителите кои живеат во овој крај, односно дали ова потик за иселување на жителите од општина Јегуновци и околината. За Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија е несфатливо зашто толку време касни лиценцата за филтрите, односно одобрението за нивното инсталирање врз фабриката. Дали во
ете ова постои некаква игра. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце во неколку наврати предложи дел од финансиските средства наменети за панорамски тркала бидат наменети за решавање на проблемот со филтрите на фабриката Југохром. Исто така прашуваме со кое лице ДПМН ќе излезе на овие избори и ќе ја бара поддршката на жителите на општина Јегуновце, стои во соопштението. И за крај да трагедијата биде уште поголема, според последните мерења загаденоста на воздухот ова утро изнесувала 10 пати поголема од дозволеното ниво, стои во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце. 2 кражби во Полошко регистрирала полицијата. Полицијата ги расчистува случаите и апелира дека за лажно пријавување на кривични дела следат казни. За сега непознати сторители вчера помеѓу 11 и 14 часот извршиле тешка кражба во станот на 77 годишен гостиварец на улица Панче Поповски во Гостивар. Откако ја отвориле влезната блиндирана врата, целосно ја пребарале внатрешноста на станот и одзеле 15 парчиња разновиден златен накит, а потоа незабележани од никого го напуштиле местото. Извршени увити се работи на откривање на сторителите, додека вкупната материјална штета се проценува на 90.000 денари. Од Тетово информираат и за уште еден случај. Имено за сега непознати сторители вчера помеѓу 12 и 15 часот и 30 минути насилно провалиле во станот на 37 годишен тетовец на улица Браќа Миладинови во Тетово. Тие го искористиле отсуството на домашните во тоа време и повлегувањето внатре ги пребарале сите простории во станот, а од регал во спалната одзеле 200 евра, 140 швајцарски франци и еден женски рачен часовник. Со одземеното незабележани заминале, причинувајќи вкупна материјална штета која според сопственикот на станот се проценува на 35.000 денари. По извршениот убит се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и откривање на сторителите. Инаку од СВР Тетово соопштуваат дека лажното пријавување кривични дела или предизвикување, односно повикување полициска интервенција не се нови и непознати појави и годинава на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово. Најчесто лажно се пријавувале тешки кражби на пари и златен накит, но и разбојништва кои воопшто не се случиле, односно целосно биле фингирани од пријавителите, а заради неразлични цели и намени. Претежно станува збор за така наречени внатре фамилиарни кражби, за кои подоцна се утврдило дека ги извршиле најблиските на пријавителите, но и други кривични дела што вешто и досетливо биле измислени. Со оглед на тоа што лажно пријавените кривични дела непотребно им одземаат доста време, енергија и ресурси на полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, граѓаните повторно се потсетуваат дека тоа представува кривично дело за кое е предвидена и затворска казна од 3 месеци до 3 години. Затоа на граѓаните им се советува да се воздржат од избрзано пријавување на кражби или други кривични дела пред добро да се проверат, односно утврдат фактичките состојби. Се апелира исто така лажно да не се повикуваат или пријавуваат настани со намера да се предизвика излегување на службено лице на државен орган или јавна служба, зашто тоа е прекршок против јавниот ред и мир, за кој е предвидена парична глоба од 100 до 400 евра во денарска противредност. Студентите при Државниот универзитет во Тетово кои постигнале висок просек во студирањето денес добија стипендии. Стипендии беа доделени на 116 студенти. Вкупно 116 студенти од прв и втор циклус на универзитетски студии за академската 2016-2017 година, кои покажале солиден успех на факултетите при Државниот универзитет во Тетово, денес добија стипендии со кои се ослободуваат од партиципација за студирање. Стипендиите на пригодна свеченост на кои присуствуваа наставниот кадар и членовите од семејствата на студентите им ги додели ректорот на Државниот универзитет во Тетово, професор доктор Вулне Тамети. Ректорот на универзитетот Вулне Тамети имаше и пригодно обраќање до студентите. Како што истакна Амети, универзитетот до денес поминал низ големи предизвици и покрај тоа постигнал големи успеси во многу области на образовната и научната дејност. Меѓутоа, активностите од овој вид покажуваат јасно дека оваа високообразовна институција напредувала многу во едукацијата и професионалното подготвување на младите генерации во сите области потребни за едно напредно општество. Одржана работилница во Тетово на која беше представена програмата Еразмус Плюс 2014-2020 на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
Стопанската комора на Северозападна Македонија и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денес во Тетово организираа работилница на која беше представена програмата Erasmus Plus 2014-2020 и неколку европски иницијативи. Оваа програма представува комбинација од 7 европски програми за обука и млади и за прв пат во својата структура го додава спортот, а цели кон зголемување на знаењето и професионалните способности. Денешниот настан во Тетово се организира од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Присуствуваат представници од нашето членство, односно компаниите кои оперираат во Северозападниот дел. Идејата е нив да им се објасни од страна на агенцијата за овие инструменти што ги нуди Европската унија, што се за професионална надградба. Сметаме дека човечкиот капитал е најбитниот елемент во развојот на компаниите и затоа преку овие програми што ги нуди агенцијата, тие имат можност да гледат разни искуства во странство и да ги применат тие во домашниот пазар со цел да станат покомпетитивни и поконкурентни, како во македонскиот пазар, така и глобално. Грантираните проекти на Erasmus Plus програмата ќе обезбедат обука за приближно 4 милиони лица и 125.000 организации. Младите од Тетово имаа можност да учествуваат на настан кој имаше за цел нивна едукација, дискусија и инспирација. Настанот на глас е дел од младинската кампања Избери што сакаш, организиран од младински активисти и издружени од повеќе градови во земјава. Едукација, дискусија и инспирација на младите беше целта на настанот на глас кој вчера се одржа во Младинскиот центар Лоја во Тетово. Настанот на глас е дел од младинската кампања Избери што сакаш, организиран од младински активисти и издружени од повеќе градови во земјава. Денешниот настан на глас е првиот од серија настани кои што ќе се одржат низ Македонија, со кој сакаме да разговараме со младите луѓе, со добри говорници, со истакнати лица, правници, политиколози, новинари, активисти и други луѓе кои на поинаков начин придонеле кон општеството за важноста на изборите што тие ги донеле во животот, посебно изборите се кои одлучиле да помогнат на општеството и на заедницата. Многу луѓе кои се хуманитарци или професионалци во својата професија сакаме да не инспирираат. Денес во Тетово ги имаме Елира Зилбеари, новинарка, Мерсиха Смаиловик, активист и хуманитарец, и Јасмина Голубовска, активистка и хуманитарка, да ни кажат што е тоа што тие го сметаат за свој значаен личен избор во животот, како го искористиле да помогнат на својата заедница или на други заедници и да направат промена. Овој настан е дел од младинска кампања наречена Избери што сакаш. И таа кампања сакаме да ја поттикнеме свеста кај младите луѓе за тоа дека избирачкото право е едно од најзначајните права во едно општество. Тоа е неповредливо право и ние можеме да го користиме за да ги артикулираме нашите мислења, уверувања и да кроиме нашата иднина. Со ова сакаме да посочиме дека политиката не е нешто што е далечно, политиката е нашето секојдневие. Политиката е дали има велосипедска патека, политиката е дали некој не слуша, политиката е какво образование имаме и нашата должност кон општеството е да размислуваме, да одлучуваме и да учествуваме во нашата држава. Тројца говорници ги споделија приказните за значајните избори што ги имаат направено за подобрување на сопствените и животите на другите околу нив. Ќе би сакала ја да ја слушнам публиката, но бидејќи ќе имам прилика прва да зборувам, би сакала да им кажам на младите или да чуат од мене да никош не го потценуваат својот глас, колку да е тивок, колку да е сам. Сепак, значи, тој глас може да има моќ, ако знае правилно да се искористи и во вистинскиот момент да се искористи. Така да сакам да ги охрабрам малца, да бидат посамоуверени и посигурни во сите одлуки што ќе ги донесуваат во иднина во која ќе се соочат. Како дел од кампањата Избери што сакаш, трибини ќе се организираат и во Штип, Куманово и Велес, на кои ќе учествуваат активисти, правници, политиколози, уметници и новинари. ЕВН Македонија АД ги известува граѓаните дека во текот на утрешниот ден поради технички зафати во електросистемот без електрична енергија ќе бидат неколку населени места. Во периодот од 10 до 10:30 часот дел од село Чифлик, од 6:30 до 18:30 часот корисниците и индустриските објекти на патот кон Фалише, од 10 до 13 часот дел од гостиварското село Беловиште и од 10 до 17 часот без електрична енергија утре ќе останат селата Ѓермо и Порој.
Поранешниот шеф на Управата за безбедност и разузнавање Сашо Мијалков пристигна во кривичниот суд на распит за случајот Трезор на специјалното јавно обвинителство. Мијалков во судот влезе од задниот влез на зградата. По двочасовниот распит замина од кривичниот суд. Истрагата за предметот Трезор специјалното јавно обвинителство ја отвори поради сомневање дека 860.000 евра од буџетот завршиле во приватни джебови преку набавка на опрема за преслушување. Специјалното јавно обвинителство побара и мерки за предпазливост, односно за 3 лица побара одземање на пасошите, за 1 лице притвор, а за компанијата Финзи која ја набавувала опремата замрзнување на имотот. Коалицијата за промени и правда денеска ги повика сите политички партии кои ќе учествуваат на изборите на листата на кандидати за пратеници да не кандидираат обвинети и осомничени лица за кои се води истражна или предистражна постапка пред надлежните судови. Иако максимално го уважуваме начелото на презумпција на невиност за секој за кого што се водат вакви постапки, сепак сметаме дека е непринципиелно и некоректно према гласачот во Република Македонија на ваквите лица да им се овозможи да бидат на кандидатските листи, евентуално да се здобијат со пратенички имунитет и на тој начин да ја во иднина да ја оспоруваат, односно да ја оневозможуваат или успоруваат постапката која што се води пред надлежните судови. Исто така сметаме дека е крајно некоректно, дури и цинички, омаловажувачки према гласачите на Република Македонија да на овие листи се најдат и аболирани лица кои што ги имаме сите и ги знаеме сите. На седница на собранието на организацијата АМУС од Босна и Херцеговина одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територијата на Република Македонија. ЗАМП Македонија како организација која властена да ги преземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на АМУС, а врз основа на склучените меѓусебни договори за реципроцитет, известува дека забраната почнува од 4 ноември 2016 година. Според Вишиот суд во Лондон, британските пратеници мора да гласаат за тоа дали земјата може да го започне процесот на напуштање на Европската Унија. Тоа значи дека британската влада не може да го активира членот 50 од Лисабонскиот договор за формално да ја извести Европската Унија за намерата на земјата да го напушти блокот. Владата соопшти дека одлуката ќе биде оспорена на Врховниот суд. Според владата, земјата гласала да ја напушти Европската Унија со референдумот кој бил одобрен од акт на парламентот. Британскиот премиер Тереза Меј изјави дека таа ќе го активира членот 50 до крајот на март наредната година. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев наложи да се затворат 4 џамии во парискиот регион. Оваа мерка е наложена затоа што џамиите пропагирале радикална идеологија. 10 џамии беа затворени во Франција по нападите изведени во Париз во ноември 2015 година. Министерството не прецизираше кои џамии ќе бидат затворени, но наведе дека тие се источно, западно и северно од француската престолнина. Под превезот на верата на тие места се одржуваат состаноци кои всушност има за цел да промовираат радикална идеологија, се вели во соопштението. Вонредната состојба која е на сила во Франција овозможува затворање на верски објект во кој проповедањето може да предизвика омраза, насилство и терористички дела. Нов земјотрес со јачина од 5,2 степени по Рихтер ја потресе рано утринава Италија. Најпогодени беа нејзините централни делови кои претходно беа погодени со јаки потреси. Ова е 4-ти силен земјотрес регистриран за една недела. Британската агенција потенцираше дека земјотрес со ова јачина се смета за умерен и дека може да предизвика прилична штета на веќе оштетените објекти. Намалку 19 лица загинаа, а 50 други се повредени во железничка несреќа во пакистанскиот град Карачи. Несреќата се случила во раните утрински часови кога патнички воз удрил во задниот дел на друг воз кој бил паркиран на мала железничка станица на периферијата на градот. 3 жени и 2 деца се меѓу загинатите, додека од повредените 5 лица се во критична состојба, соопштија властите. Според нив несреќата ја предизвикал машиновозачот на патничкиот воз, игнорирајќи ги сигналите од станицата да запре. Денес имавме претежно облачно време. Утринската температура се движеше од -2 до 7 степени, а дневната од 15 до 20 степени.
За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со слаб дожд предпладне. Утринската температура ќе се движи од 3 до 9 степени, а дневната од 11 до 19 степени. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!